Почитувани граѓани на Република Македонија. Денес е важен ден за нашата држава и за нашите граѓани. Граѓаните достоинствено гласаа и со својот мнозински глас порачаа дека нашиот пат и нашата светла иднина се во НАТО и во Европската Унија. На овој референдум македонските граѓани ја докажаа својата демократска зрелост. Одлуката што ја донесоа денеска не беше лесна, но таа мораше да биде донесена денеска. Имаше многу дискусии во изминатите месеци на политичката сцена, во медиумите, меѓу пријателите, во семејствата. И конечно, секој граѓанин донесе одлука. Своја, сопствена одлука. Тоа е вредноста на демократијата. Ова е прилика да им се заблагодарам на сите граѓани што гласаа поединечно и на тие што гласаа за и на тие што гласаа против, бидејќи тие презедоа одговорност. Конечно одлучија гласовите на тие што гласаа. Упатувам благодарност и до дел од членовите на ВМРО-ДПМН, кои покрај бојкотот што го заговараше раководството на таа партија, презедоа одговорност за својата татковина, излегоа и гласаа на референдумот по сопствена волја. Нивниот глас и гласот на секој граѓанин денеска е сериозен влог, вградена тула во иднината на нашата Македонија. Почитувани, на референдумот денеска гласаа повеќе од 650.000 граѓани. Од граѓаните кои гласаа, повеќе од 90% избраа за и порачаа дека Република Македонија треба да го прифати договорот со Грција и да стане членка на НАТО и Европската Унија. Почитувани граѓани, Европска Македонија доби повеќе гласови за од кој било победник на кој било парламентарни избори во историјата на независна Македонија. И еве еден едноставен пример. Дури ако имаше цензус, дури ако имаше 1.100.000 излезени гласачи, овој резултат од 600.000 граѓани кои гласале за, ке значеше јасна одлука на граѓаните и јасна определба за Европска Македонија. Народот, почитувани граѓани, направи многу важен избор. Граѓаните кажаа големо за, со кое поддржаа едно прашање, една визија и една цел за иднината на нашата земја. Почитувани, сега, кога имаме мнозинска изразена волја за Европска Македонија, време е пратениците во Собранието на Република Македонија да го следат гласот на мнозинството со цел да ги забрземе процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија и да обезбедиме подобра иднина. Гласот на граѓаните е јасен повик сите политички партии да му се приклучат на процесот и да работат за заедничката цел. Како пример, нова горда Европска Македонија, ги повикувам сите одговорни лидери, секој пратеник, да се обединиме и да одведеме нашата земја таму каде што припаѓа, во ЕУ и во НАТО. Знам јас, знае опозицијата, знаат сите граѓани. Подобар договор со Грција нема и не може да има. Алтернатива за членство во НАТО и ЕУ на Македонија нема и не може да има. Да не се играме играчки со нашата иднина и со нашата Македонија. Упатувам и моја лична покана до секој член
на македонскиот парламент. Да ги ставиме националните интереси настрана, интересите на граѓаните и стратешките интереси на државата над политиката и над партиските интереси. Националните интереси се пред се и над се. Ова прашање е поголемо од секој од нас и од нашите политички партии. Ова е време кога заедништвото на политичките представници е најпотребно за Македонија. Ова е момент кога пратениците со својата одлука имаат обврска да ја направат Македонија подобра земја, убаво место за живење на секој граѓанин. Воспротивно, единствена друга демократска алатка која преостанува се предвремените парламентарни избори веднаш. Почитувани пратеници, време е да поддржиме Европска Македонија. Време е да ја испишиме историјата заедно. Ви благодарам. Јас не знам колку пратеници. Демократска земја сме, парламентот е врв на демократијата. Но знам колку треба. 80 пратеници треба за двотретинско мнозинство за гласање на уставните промени. Се согласувам со делоците овие тези дека златно време доаѓа за Македонија. Изборите не би требало да бидат најпосакуваната опција. Би требало да бидат неопходната опција ако за тоа има потреба. Затоа првиот повик е најважен. Пратениците да оставаме тоа партиите настрана, да оставаме личните суети и каприци и конечно, знаејќи дека подобар договор со Грција ниту може, ниту ќе може да се направи, ниту пак има алтернатива за нашата интеграција во Европската Унија и НАТО. Од тој аспект, реков да не си играме играчки, државата е во прашање и иднината на нашата земја и на нашите деца. Затоа остануват неколку денови да направиме напори, секако со пратениците во парламентот, да видиме дали ќе има двотретинско мнозинство. Ако нема, веднаш, реков, треба да се преземат чекорите за избори. Зошто? За да ги фатиме роковите. Знаеме дека во мај месец има избори за Европскиот парламент, во кој што учествува и нашиот сосед Република Грција. Така да има доволно време. Законот, уставот го дозволува тоа време. Јасно се опишани сите чекори кои што треба да се направат за да се дојде до избори и да се стигне навистина брзо, би рекол дури до крајот на ноември, да се одржат изборите, за да можеме сите рокови по устав и по закон да ги запаземе, а да има доволно време парламентот на соседна Грција да ги донесе одлуките. Но реков, секогаш останува она што е најдобро, најпосакувано за нашата земја и за граѓаните. Овие 600.000 гласачи за, од овие преку 659.000 кои излегле на гласање, навистина кажуваат во кој правец ќе бидат и одлуките на граѓаните во периодот што доаѓа. Но, реков, златно време доаѓа за Македонија. Да ги искористиме за економски бенефиции, за овој раст кој што почна да се крева во Македонија, за економскиот стандард на граѓаните, за европските фондови, за она за кое што граѓаните од нас очекуваат одлука. Така да, сериозно упатувам порака да се посветиме и да ги ставиме националните интереси, интересите на нашите граѓани пред сите нас и пред нашите политички партии. Мислам дека сме транспарентни секогаш биле до крај, пред се почитувајќи личноста на секој поединец и на нашите институции. Ке направиме обид во парламентот, да разговараме со пратениците и ке знаеме. Ако има двотретинско мнозинство, ја почнуваме постапката со уставните промени. Јасно пропишана и во деловник, и во устав, и во закон. А ако нема, веднаш парламентот ќе се подготува за распишување на предвремени парламентарни избори. Затоа што никој досега не рече што е алтернатива за Македонија. Никој не нуди подобар договор, никој не нуди алтернатива на НАТО и на Европската Унија. Патот е јасен, тоа е патот. Затоа сериозноста од сите нас треба да биде поголема од било што. Имаме огромно, видливо мнозинство. Преку 91% е она до сега што пресметале и ДИК, овие независните наблюдувачи и нашите аналитички центри. Тоа се 600.000 граѓани, може и повеќе. Апсолутно, како што реков, никогаш на ниту едни парламентарни избори од самостојноста на Македонија до сега вака изразена волја не постоела.
за парламентарни избори кога и да се одржат. Така да јасен е патоказот по кој што не упатуваат нашите граѓани. Ако мнозинството видливи гласови беа против, секако ќе го направив тоа. Но кога имате мнозинство од повеќе од 90% граѓаните кои што излегле на гласање и одлучиле да одлучуваат, да влезат во носењето на одлуката и донеле одлука, не само што немам намера да поднесам оставка, туку имам обврска да продолжам Македонија да биде членка на НАТО и на Европската унија. Јас сум демократа човек и почитувам демократски права. Видов беше гужва многу пред собранието и секако ги почитувам сите граѓани. Да не заборавиме дека врвно демократско право е правото на избор и оваа демократска алатка референдумот. Да не заборавиме дека сите политички партии, рековме, ниту еден поединец, ниту една политичка партија, освен граѓаните на референдум, ќе донесат одлука. Да не заборавиме да се подсетиме на страна 295 од ВМРО-ДПМН, од сите програми, вклучително и сега, дека на референдум граѓаните ќе донесат одлука и дека со изразено мнозинство на оние што ќе излезат и ќе гласат, ќе се донесе одлука. Да не се правиме паднати од Марс, да не се играме играчка. Пресериозна работа е ова за нашата земја. Така да, пред нас се опциите, јас сум среќен што граѓаните денеска се изјаснува, тоа е патот. Оние кои што одлучија да излезат и да гласат, носат одлука. Одлуката е донесена. Патот е јасен. Правецот е трасиран. По тој пат продолжуваме сите. Се надевам дека парламентот ќе се поклони на мнозинската одлука од повеќе од 600.000 гласачи, од повеќе од 90% од оние што излегле да гласат и ќе ја испочитува одлуката до крај. Никој, никаде во светот, во демократските земји, не успеал да се спротивстави на мнозинската одлука. Зборувам одлука на граѓаните. Ние денеска имаме одлука. Имаме успешен референдум, Македонија оди напред. Македонија ќе биде членка на НАТО и на Европската унија. Колегата од Република Грција, повелете. Адриана, позајте. Hello, Prime Minister. We know that you are friends with Prime Minister Tsipras. After the result of the referendum, did you have a conversation, phone call? Ние со мојот пријател Алексис Ципрас разменивме вечерва порака. Тој го поздрави изборот и одлуката на граѓаните на нашата земја и ја поздрави одлуката која што донесовме и јавно ја соопштивме. Истовремено испрати порака дека иднината останува на храбрите и остануваме и двете страни посветени на целосна имплементација на договорот. Пријателството е вредно и треба да го поддржиме до крај, затоа што отвара само убави перспективи за граѓаните на двете земји и секако за нашите две земји. Ме знаете, повеќе од сите веројатно ќе направам се. Ќе побарам и средба со господинот Мицковски, со раководство ако треба на политичките партии, со претениците, да поразговараме во едни вакви околности, зошто немаше директен одговор од господинот Мицковски за предвремени избори. Тоа само себе потврдува не треба да си играме играчки и дека треба сериозно да ги засукаме ракавите, да ја следиме јасно и недвосмислената волја на граѓаните. Парламентот е наред. Парламентот треба да носи одлука. Знаејќи дека Уставот предвидува не повеќе од 60 дена од распуштање на парламентот, а дава можност и за 45 дена за предвремени избори, крајот на ноември така е примамлив датум. Секако тоа ќе го консултираме со правниците, со стручните служби и се, за да можеме оние 100 дена да ги искористиме, а преку тоа да дадеме и соодветно доволно време и на грчкиот парламент да ја донесе одлуката доволно далеку од парламентарните избори за Европскиот парламент. Така да време има доволно. Ако одлучиме да одиме на избори, уште еднаш напоменувам
Избори би требало да има само ако тоа е неопходно. Реков, парламентот е наред, парламентот треба да донесе одлука, неколку денови ќе се обидеме, еве 10 на дена ако се обидеме, 25 ноември е недела ден, го фаќаме за 45 дена. Но, златно време за Македонија доаѓа. Сите трендови се во пораст. Ова позитивна одлука која што парламентот ќе ја носи паралелно, ќе ги искористиме месеците пред нас. Го знаете, мојот став е дека треба Македонија конечно да оди на редовни избори. Но, ако нема двотретинско мнозинство, впрочем, што би можеле друго да направим? Никој не нуди друга алтернатива. Да понудеше некој, ќе седневме, ќе ја разговарам. За друг договор, за подобар договор, сите знаат дека нема. Некоја друга алтернатива, план Б, план С, зборува, нема. Тоа е. Едноставно зборуваме со силата на аргументите и фактите, ќе се обидеме за она што е логично и нормално. Јас апелирам дека пресериозен период е пред сите нас, кога се носат сериозни одлуки, сите сме исправени пред ваквите одлуки и имат секако последици. Одлуките кои што ќе донесеме. Секако. Како и да ги донесеме, одлуките тие ќе предизвикат секаков вид на последици. Единствено, исправни последици по нас ќе бидат ако тргнеме тоа СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, ТДП, ТХП, сите партии, да не ги набројувам, и ја ставиме пред нас Македонија и граѓаните. Ова е време за одлука за граѓаните и за Македонија. Верувам дека ќе изнедриме сила, сите ние, да го продолжиме овој пат. Граѓаните ни дадоа чиста, кристална, јасна порака. На референдум се одлучува од оние што сака да одлучуваат. Може би граѓаните не се подготвени да донесат одлука, бирале институции. Може би граѓаните ги нема доволно одговорите. Или не ги интересира договорите. И сакат да предочат на институциите. Нема бегање од одлуката. Одлуката ќе ја носиме вака или последен чекор, па пак ќе ја носиме. Така да, јасен е чекорот. Јас сум, гледате, релаксиран, среќен, мојот народ, сите наши граѓани, денеска има убаво демократско право да се изјаснат. Тоа е врвот и убавината на демократијата. Благодарам.